Амбиентот каде се наоѓаме се уште нема да го откриеме, тоа ќе го оставиме за 19 мај, ама половина од работата денес завршивме. Даниел, имаше можност денес да присуствуваш и да бидеш главниот учесник во снимањето на Евровизиската разгледница, онаа која ќе те представи тебе и Македонија. Едно верувам убаво искуство за тебе. Не ти е вако прво снимање, ама кога Евровизија во прашање. Апсолутно не ми е прво снимање, но нели веќе од мало дете следам Евровизија и секогаш ги гледам тие разгледници и со страст чекав секој пат да видам каква ќе биде разгледницата од Македонија и сега ве снимам за себе си. Тоа е навистина еден хайлайт во мојот живот. Едва чекам и да го гледам резултатот. И да, уживам навистина. Гледав дека е интересно и за тебе и завршивме работа експресно. Нашиот камерман кој ни допатува од Австрија, Матија, сте поздравили тука е лесно со Даниел. Си помина супер, имаш едно изненадување, тоа допрва ти следува, за кратко одиш во Австрија каде што ќе се доработи оваа разгледница и повторно на твој терен и мотото градиме мостови ќе се спои. Оваа година ти започна многу активно. Една од убавите работи која ти се случи е и присуството во Катар на светското првенство. И таму имаше можност да бидеш дел од онаа екипа која представува Македонија. Апсолутно, повторно ја имав таа чест да ја представувам Македонија. Пред се имав и прилика да запознам една нова земја, нова култура. Тоа ми беше огромно задоволство. Бев многу позитивно изненаден од Катар, поготово од целата организација. Сите ние уметници и пејачи од сите земји кои беа квалификовани за светското првенство, бевме ангажирани од владата на Катар, која навистина максимално се потруди за нас. Има убав престој таму? Па не само до престојот, на самата организација, летот до таму, навистина беше на светско ниво. И тоа не можеш да го доживееш секој ден. Значи, ретки се тие моменти, затоа беше едно огромно искуство да се работа со таков тим. Да, имаше можност да се запознаеш со Александар Рибак, кој исто така е представник и победник на Евровизија, со Марија Шестич. Да. Што вели Рибак? Е слушнал ли нашата песна? Односно, те знаели дека си дел од оние евровизиски представници година? Па јас ја имав задачата, добив задача, оствари од мајка ми да го поздравам Александар многу, пошто таа многу го обожава, голем фан му е на Александар, тоа му го пренесив. Се изненади, му кажа мајка ми многу те сака, голем поздрав, и му кажа фала многу, поздрави исто, јас многу ја сакам. Значи многу е отворен, насмеан и весел тип и се разбира дека одма му пренесив дека ја представувам Македонија на Евровизија и побарав така некој совет од него. Победнички совет. Победнички совет, да. Разменавме малце неколку информации и бев многу среќен да слушнам од еден победник на Евровизија како уствари тој ја доживеа целата работа. Да, мислам дека секој еден совет ќе ми помогне сега за мене, ова навистина е едно огромно и ново искуство. Сите сакаат да слушнат конечната верзија на песната. Колку ќе биде различно од она што го имавме на Скопски и мислам дека навистина мора да биде многу поразлична. Не знам, сигурно има луѓе на кои меѓувреме им се допаѓа таа прва. Да, таа прва верзија која на брзина некако ја скоцкавме, која е фантастична, но сепак евровизиската сцена трпи промени и мислам дека мораме да се одвоиме малку, мораме да ризикуваме и да направиме некој нов чекор, да се обидеме да се представиме на некој нов начин, можеби. Тоа ќе можете на крај во песната да го слушнете. Останува истиот автор, Јоаким? Авторот останува истиот, текстот на англиски веќе беше подготвен пред македонскиот текст, тој така исто ќе си остане. Темата на песната ќе остане, ама емоцијата ќе биде една поинаква. Многу поинаква, пошто слушнавме сега веќе 15 или 14 композиции од Евровизија, така мислам дека сега сваѓам дека сме на добар пат и дека ќе се разликуваме од другите, а тоа е на крај најбитно. Ама уште побитно е јас како уметник да се чувствувам добро на сцена и да ја имам таа самодоверба за да ја осети публиката. Мислам дека навистина тоа е најбитното и се надевам дека
и понатаму ќе ја добијам поддршката од мојот народ. Неверојатно е како се погоди да биде Виена, да биде 60-то юбилејно издание. Многу се подготвува да биде гламурозно, затоа што е голем юбилеј во прашање. За прв пат се дозволи на Австралија да биде дел од овој избор. Во твојот град Австрија гласа во првата полуфинална вечер, иако оди директно во финалето. Мислите дека ќе гласаат австријците за Даниел? Навистина се надевам дека ќе гласат за мене, за тоа треба целиот настап да биде добро организиран, ние да сме доволно спремни, јас треба да блеснем на сцена. Мислам дека на крај тоа пресудува дали некој ќе ти го даде својот глас или не. Мислам, без разлика дека јас веќе 24 години, 25 години живеам во Австрија, сепак ќе морам да заборавиш дека си дома туку, дека си на Евровизија. Не, едноставно морам максимално да се потрудам и да биде се окей, така можеме и да се надеваме на гласови не само од Австрија, него и од други земји. Како тргна работата со Скопскиот фестивал и оние моменти кои фрлија сенка на целиот избор, но некако работата полека си се искристализира и дојде на право место и се надам дека навистина ќе ја доживееш и почувствуваш Евровизија како што треба и дека полека те фаќа позитивната атмосфера и во тимот и нели целосно на представување кое ќе го имаш во Австрија. Апсолутно. Дека Евровизија ќе биде убаво позитивно искуство за тебе, како што е голем музички настан, дека така ќе го доживееш и ќе ти се допаднало. Апсолутно, јас сум позитивен човек. Јас нема да дозволам било кој или било каква работа да ми ја спречи радоста или да ми ја земе радоста на цела работа, пошто на вистина цел живот ова и го чекам и си го посакувам. Да бидеш представник на Македонија на Евровизија е огромна чест. И на никој нема да им дозволам со нивните дали манипулации или муабети или лоши вести да ми ја зема таа радост. Гледам само напред. Така судбината ме научи да гледам напред. Не гледам назад никогаш, само напред. Така одиме напред кон Виена. Работиш ли на албумот во меѓувреме? Сите, нели, знам дека можеби Евровизија е приоритет и тие милион мали настани кои се случуваат, а секаде си поканат и за брзо време баш си присутен и во освои Балканот. Меѓутоа сите сакаат албум од Даниел, авторски песни, сакаат концерт. Да не собереш ти на еден настап. Апсолутно. Јас сум борец, човек, иако ја немам таа поддршка што би требало еден победник на X Factor да добие, дали финансиски, да, мислам од тоа како многу често на такви шоуа испаѓа на крај така да, но јас лично им го должам тоа на луѓето и на публиката која ме поддржуваше и дали ќе ја имам поддршката од продукцијата или не, јас ветувам дека моите песни ќе излезат. Иако сега треба да почекаат малку, дека Евровизија ми е навистина приоритет моментално. Осеќам голем притисок, ама и осеќам гордост. Така да ја ставам мојата концентрација на тоа повеќе, ама сепак во позадина или паралелно со тоа се спремаат моите песни. Имам авторски композиции, имам соработки со познати автори од целиот Балкан и од Македонија. Можам само да замислам колку луѓе ти се јавија да ти напишат песна после X-Factor. Па тоа почна веќе од самата аудиција да се јавуваат луѓе дека би сакале да ми понудат песни. Јас сум многу среќен за тоа. Сега патот кон тоа е многу потежок без таа ветувана поддршка од страна на продукцијата, но изградивме некое име и некоја доверба не само кај публиката, него и кај самите уметници и автори кои навистина би сакале да видат како би испеал Даниел Камаковски на нивна песна. Така како и да е победата, пак на крај победа и тоа е мојата победа, поддршката и поверењето на сите тие луѓе и тоа ќе гледам да го искористам. Од нашата екипа имаме еден мал подарок, изненадување, заедно со Среќа МК, но претходно би сакала да те прашам што за тебе е среќа, пред да ти го подарам ова, кој ќе те потсетува на ова наше интервју, едно од многото. Ќе ви кажам што е за мене среќа. За мене среќа е здравието, семејството. Како што приметивте пред неколку дена имав, тога сватив уствари дека ни награди, ни успеси, ни сето тоа не е толку битно колку што е здравието. За мене тоа е навистина среќа и здравието.
против семејството. Ние баш веројатно пораката сме пишувале пред да биде собраќајната несреќа и пред да за среќа си добро пред да сватиш може би нешто друго во животот, ама ева, што за нас представува среќа кога го гледаме Даниел, можеш да го отвориш и се надевам ќе те подсетува на убави нешта и нормално така ќе ти носи среќа. Вау! Среќа е за 365 дена да успеш да станеш регионална музичка звезда, победиш на Скопски фестивал и да ја представуваш Македонија на Евровизија како Даниелка Маковски. Навистина е тоа голема среќа. И благодарам многу. Нека се случуваат уште многу убави среќни моменти и се надевам дека Фала многу. Навистина ќе има зашто да се радуваме кога си ти во прашање, да си здрав и жив пред се, нормално и да не радуваш со многу убави песни. Благодарам. Се гледаме, Даниел, фала ти.